Одење по минско поле. Ваков е животот на лицата со ретки болести. Првата мина се симптомите кои се појавуваат, па продолжува втората односно одредување на точната дијагноза. Овој пат воопшто не е лесен, сведочи Весна Алексовска, бидејќи како што вели, се поминуваат дури до 10 специјалисти за да се одреди точната дијагноза. Потоа започнува поврзувањето со семејствата, размена на искуства и подобрување на начинот на живот и на овие лица. Мојата ретка болест е болест на Гоше. Откриена ми е кога имав 7 години, затоа што како малечка почна прво да видат дека сум слабокрвна, па ми даваа витамини, потоа видоа дека ми се зголемува слезината и црниот дроб, забележаа мудрици, ниски тромбоцити и бев испратена на хематологија детска во Скопје, каде што ми правеа биопсија на коскена срж, мислејќи дека се работи за вид на рак, но испадна дека имам Гоше клетки и со тоа беше дијагностицирана болеста, но ни беше кажано дека веројатноста е смртен исход после 1-2 години, што беше погрешно во моментот, бидејќи немаше доволно знаење за истата болест. 91 година е тоа, да се разбереме, не е сега. Сега има многу подобри знаења, го имаме и интернетот кој ни помага. Ако пред повеќе од 30 години немало соодветни знаења и лекови за ретките болести, денеска ситуацијата е далеку подобра. Но се работи на иницијативата за децентрализација, со цел пациентите да не минуваат километри да губат време и пари, за да одат на контрола или по терапија до главниот град. Проблемот е следен. Дури и да не ослободат. Патот е тој. Од Ресен до Скопје некој треба 4 сати да патува наваму, 4 сати натаму да патува. Фондот покрива за пациентот да оди на преглед или да подигне лек автобуска карта. Пациентот може ли сам да оди? Не може пациентот сам да оди, мора да има придружба, така, без разлика дали е возрасен, дали е дете во прашање. Треба да го потроши цел ден во Скопје, треба да јаде таму, треба да чека во клиниката со сати за додека стигне за преглед или за да подигне терапија. Тоа е измачување, без разлика дали е покриено или не е покриено. Иницијативата е да си биде децентрализирано. Ако може за дијабетес да се децентрализира дистрибуција на лекови, зошто да не може за ретки, зошто да не може за хронични, зошто сите да патуваат во Скопје. Секоја ретка болест е приказна за себе. Најголем дел од ретките болести се манифестираат во детската возраст, но може да се пронајдат и кај повозрастните. Се дијагностицирани ултра ретки заболувања. Терминот ултра ретки би значил дека се јавуваат со инциденца, например, 1 на 1 милион. Тоа би значило дека во нашата земја би се дијагностицирал од прилика 1 или ниту еден пациент. Може да се каже дека има и такви, но најголемиот проблем е тоа што за повеќе од 50% од ретките болести и покрај тоа што би се дијагностицирале, не постои терапија. Не кај нас, туку не постои во светот. Трендот е во нагорна линија и се очекува отприлика до 2030 година бројот на лекови кои за овие болести се нарекуваат орфан да бидат навистина во поголем број. Со симпозиум на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, денеска беше затворена кампањата за ретките болести која започна во Охрид на почетокот на месец февруари, со цел да се дигне свеста за борба против ретките болести.